Мараната! Верувам дека тоа е нашиот поздрав, за кој вреди да се бориме и дури живото да го дадеме, бидејќи навистина Исус доаѓа. Предпоставам дека се чудите кој сум јас и како сум попаднал тука, бидејќи повеќето од вас не ме знаат, некои ме запознаа скоро. Јас се викам Владо Арсов, не сум Владко, значи една поправка направиме, Владо Арсов, роден во Штип, завршил во Бугарија, работел таму 10 години како пастор и од 2 години сум веќе тука одново во Македонија. Срекно женет за сега, се надевам и за напред да е така. Имам жена и 2 керки, мали, они многу сакаат да дојдат, но малку така се секираше жената, бидејќи се помали и малку се настинани, да не биде малку, конфузно ситуацијата, но се надевам дека наредниот пак кога ќе дојдам, нема да сум сам, ќе бидам со нив. Ова утро, или веќе пладне одиме натака, би сакал заедно со вас да поразговараме за нашата мисија. Братот Јани, ако не се лажам, кажа дека настаните брзо се одвиваат, од гледна точка на Бога, настаните не се одвиваат брзо. Бог си работи се според времето. Но од гледна точка на нас, настаните се навистина многу брзо. Оште колку ќе имаме време на милост и оште колку ќе имаме можност да го шириме Евангелието, ние не знаеме, но со секој пропуштен час или година ние губиме. И затоа би сакал во почетокот да започнеме со она кое и самиот Исус ја започна својата мисија. И во Евангелието според Марко, 16 глава, има едни интересни зборови кои се кажени од нашиот Господ во 15 стих. Марко, 16 глава, 15 стих, и еве што вели тој. Им рече: одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Драги браќи и сестри и пријатели, дали ова е заповед или е наредба? Како сте мислели на овој текст? Дали е заповед или е наредба? Заповед. Но со наредба. Наредбата е одете. Бог вели одете. Ако ние не одеме, можеме ли да исполниме таа заповед? Не можеме. Тогаш, за да може сето тоа да биде дел од нашиот живот, треба ние да си поставяме едно прашање, тоа е нашата основна тема за ово утро, а тоа каков христијанин сум јас? Каков христијанин сум јас? Тоа е и насловот на нашата тема. Зошто го поставам ово прашање? Исус вели: одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието или благата вест на секое создание. Кој може да го изврши ова? Христијанинот. Но кој христијанин е прашањето? Треба да избереме какви христијани ние сакаме да бидеме денес. Зашто има само 2 можности или 2 категории на христијани. Едните са христијани по дух, а другите са христијани по тело или телесни христијани. Каква е разликата меѓу едните и другите? Ако избереме да бидеме телесни, тогаш сме луѓе кои се обраќаат кон Бога само заради лична корист. И прашањето е: зошто сме ние денес овде? Дали за тоа што Бог ни дава вечен живот, или за тоа што Бог не благословува? Има многу текстови кај што вели, текстови во Библијата, дека праведниот ќе биде благословен и се што фати неговата рака ќе биде позлатено, нали? Многу луѓе за жал така веруваат и мислат дека ако си христијанин се оде нагоре, ништо не оде надоле. Тие мислат дека се спасени, но тие се егоцентрични. Секогаш кој ќе разговарате со таков човек, тој започнува да збори за себе си. И кажува: јас имам проблем со ова, јас имам проблем со ова, јас немам ова, јас имам потреба од ова. И гледаш дека центарот на неговиот фокус е кој? Егото. Тие сакаат да одат на концерти, на разни семинари за збогатување на информацијата или од информацијата, но никогаш нема да ги пронајдете во мисионство.
Секој ќе најдат некој изговор да каже дека тие не можат да завршат некоја мисионска цел. Бидејќи не се заинтересирани. И прашањето се поставува, ако Бог е кажал одете, тогаш кој треба да отиде? Дали тоа ме вклучува мене? Дали тоа те вклучува тебе? Дали мојата мисија или твојата мисија денес не е точно таа? Да одеме и да го шириме Евангелието. Понатамо се вели, нивните молитви се насочени само кон нивните лични потреби. За нивните благослови и за нивната среќа. Нивната вера е јас прв. Како Бог може да го направи мојот живот подобар? Тие сакаат да го користат Бога за своји лични цели, наместо да бидат користени од страна на Него за Неговите цели. Сепак, за разлика од телесниот христијанин, духовниот христијанин е христијанин од светска класа. Што значи тоа? Тие знаат дека се спасени за да служат и се создадени за мисија. Ние доваѓаме при Бога, бидејќи Бог не спасува, но доваѓаме за да служиме и другите да стигнат до тоа спасение. Тие со нетрпение чекат да добијат лична задача и се радуваат од привилегијата да бидат искористени од Бога. Христијаните по дух се единствените целосно живи луѓе на планетата, бидејќи тие имаат вечен смисол. Денеска, кога ќе погледнеме луѓето околу нас, ќе видиме дека луѓето имаат временен смисол. Имат ли временен смисол? Некој се бори за нова кола, примерно. Инвестира од времето, гледа да најде повеќе работа, за да може да си купи и кога ќе си купи, до таму е неговата мисла. Некој сака да создаде семејство и кој ќе го постигне до таму. Друг сака да изграде кариера. Но христијанинот по дух е целосно живо суштество на планетата, бидејќи тој има вечна цел. Тој знае дека она за која работи нема да има крај додека не дојде Исус. Тие се будат секое утро и очекувајќи Бог да работи преку нив на нови начини, си поставуваат прашање. Што можам денес јас да направам за Бога? Со кого можам да се сврзам за да му кажам за Божјата љубов? Тие бараат Бог да ги сврзе со такви луѓе. Тие гледаат секој свој момент од животот да го искористат, за да може луѓето да се запознаат со Бога и Неговата љубов. Каков христијанин, драги брати и сестри и пријателу, сакаш да бидеш ти? Е прашањето на кое би требало да се одговориме ние ово утро. Денес Бог не повикува да се придружиме на најголемата, најразновидната и најзначена кауза во историјата, која некојаш овде на оваа земја ни е представена, а тоа е работата за Неговото царство. Некој може да праша зошто е ова? Затоа што нема ништо поважно од тоа да се помогне во градењето на Божјето семејство за целата вечност. Денес човек може да изгради кариера, може да има добар бизнис, може да си купи нова кола, може да има семејство, но во даден момент сето тоа има крај. Доваѓа смртта и многу од работите ни ги губиме. Но инвестицијата за небесното царство останува вечно. Зошто е ова? Затоа што нема ништо поважно од тоа да се помогне во градењето на Божјето семејство за целата вечност. Во Откровение, 7 глава, 9 стих, таму се запишени едни многу интересни зборови. Зборови кои постојанно ми дават несоница и не можам да спием од нив, бидејќи зборуваат за едно огромно мноштво. Ја да видиме што ве. Откровение 7.9. Потоа видов и ете големо мноштво народ, што никој не може да го изброи, од сите народности, племења и народи и јазици, како стоят пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки, со палмени гранчиња во своите раце. Кога ја наблюдавате вашата црква, или било која црква по светот, што гледате? Мноштво народ?
Различни националности во една црква, ајде веќе на запад поради економска причина, имат различни националности, но тоа не е се. Тоа не е капацитетот. Читајќи го овој стих, ние разбираме дека нешто во нашата задача кон Бога куца. Некаде, нешто има проблем. Обично, ние како луѓе од човечка гледна точка бараме решението на проблемот надвор од нас. Бидејќи мислиме дека причината може би е нашата црква или нашите браки и сестри. Бидејќи може би тие не работат или црквата не работи доволно. Но ако погледнеме од библиска гледна точка, ќе видиме дека фокусот е во еднина и треба да биде кон себе си. Дали јас работам во Божјото дело? Која е мојата улога во спасението на луѓето? Дали моето време кое го инвестираме доволно? Без разлика дали учествуваме во неа или не, Божјата мисија ќе биде извршена. И тоа е факт. Без разлика дали ние ќе се вклучиме денес во спасението на луѓето и во ширењето на Евангелието или не, Бог ќе заврши својата мисија. Без разлика дали учествуваме или не, но она што е важно е дека ако станеме христијани по дух, или како што Библијата ги нарекува живи христијани, ќе можеме однапред да пробаме од она што еден ден ќе биде горе на небото. А тоа е како да живееме во хармонија со браќите и сестрите овде на земјата. Кога Исус им рече на своите следбеници: одете по целиот свет и проповедајте го Евангелието на секое суштество. Оваа мала група од 12 човека плюс 70 кои беа таму заедно, од Блискиот исток беа воодушевени на заповета или пораката која Бог им отправи кон нив. Задачата. Како ќе успеат во оваа мисија? Дали требаше да одат или да јават бавни животни, бидејќи немаше авиони, немаше коли, немаше бродови кои беа брзи. Тоа беше се што можеа да користа за да се движат. Немаше трансокеански бродови, немаше трансокеански авиони. Тие има вистински физички пречки да го обиколат светот, но за период, многу краток период од времето, тие достигна голем дел од светот. Кој беше мотото? Која беше причината? Не дека беа можеби пообразовани од нас или по-финансиски добро. Не. А тоа беше целта која има. Бидејќи тие беа живи христијани. Нивната цел беше спасението на човечеството. Но денес ние имаме авиони, имаме бродови, имаме возови, имаме автобуси и автомобили. На крај на краиштата светот денес е станал мал и секој ден станува се помал. Можеме да прелетаме преку океаните за неколку часа и да бидеме дома. Денес можноста на обичниот христијанин да учествува во разни мисионски проекти е неограничена. Секој агол на светот денес е достапен. Затоа немаме изговор да не ја шириме оваа добра вест. Сега со интернет светот стана оште помал. Покрај телефоните и факсовите, секој верник со пристап до интернет може лично да комуницира со луѓето од секој агол на земјата и да биде евангелизатор по секое време. Без разлика дали има корона или нема корона. Без разлика дали јас, поради ограничувањето од корона, COVID-19, ќе седам дома и поради тоа што седам дома не можем ништо да работам за Бога, одговорот не е точно. Одговорот е секојаш има начин да бидеме живи христијани. Никогаш во историјата на христијанството не е било полесно да се исполни заповета за да се отиде по светот. Сепак, најголема пречка денес не е далечината, не е цената или превозот, туку начинот на кој размислува секој христијанин. Проблемот секогаш и битката која се водела е била во нашиот ум. Како јас размислувам на ова кој Бог отправил за мене? За да бидеме христијани по дух,
трябва да направим промена. Словото го вели. Дека промена трябва да има во нас. Знаеме много добро дека во параболата за 10 девици сите заспаа. Имаше ли будни девици? Немаше. Сите заспаа. Но разликата меѓу 5 разумни и 5 неразумни е што кога се разбудија, едните имаа што? Светиот Дух, а другите го немаа. Треба да го смениме начинот на размислување за нашата перспектива и нашиот став. Треба да молиме Светиот Дух да живее и да работи во нас за спасение на другите. Еве 4 работи кои ние денес како християни можеме да промениме во нашето размислување. Првото нешто што треба да го смениме е размислувањето. Наместо да размислуваме за себе, треба да започнеме да размислуваме за другите. Може некој ќе каже, но јас мислам за другите. Тогаш би доаѓало следното прашање. А колку инвестираш за другите? Понекогаш не е доволно ти да кажеш, јас мислам за тај човек. Но не отделаш време да го посетиш. Не гледаш неговата потреба и не наоѓаш начин да му помогнеш. Просто понекогаш си велиме, Господ ќе ти помогне. Тогаш тоа покажува дека ние не мислиме за другите. Во 1 Коринтијаните, 14 глава, 20 стих, и би помолил тука ако може да го прочитаме. 1 Коринтијаните 14:20, Ивана, мислам дека е готова, да? Што вели апостол Павле? Браќа, не бидете деца во умот, туку бидете младенци во злобата, а во умот бидете зрели луѓе. Така. Што вели Павле? Браќа, не бидете какви? Деца. Зошто деца? Како мислат децата? Сега мисли едно, после мисли друго, после мисли трето, сега се лути, после ме среќен, после не е доволен, после сака нешто, после неќе нешто. И Павле вели, не бидете како деца, имајќи во предвид возраста на христијанинот, неговата духовна возраст. Ова е првиот чекор да станеш христијанин по дух. Знам дека оваа промена е многу тешка, затоа што по природа сме навикнати да мислиме само за себе. И скоро сите реклами кои ги гледаме по телевизија, ако гледаме изобшто телевизија, или сите билборди на кои кога одиме по градот, специјално овде во Скопје, ми направи печаток, имате многу билборди, многу реклами насекаде. Фокусот е на рекламите кон кој? Кон мене, кон себе си. Гледај за себе си, мисли за себе си. Нека на тебе да ти е добро. Избери оваа кола, бидејќи ќе ти биде добро на тебе. Избери оваа храна, ќе биде добро за тебе. Избери го овој пилок, зашто ќе биде добар за тебе. Фокусот е дека кон себе си. Но, единствениот начин на кој можеме да ја смениме оваа парадигма е преку постојана поврзаност и зависност од Бога. Во криза на последното време, наскоро ми ја дадоа на македонски, иначе имам на бугарски, и додека се приготвав за еден младински час, таму се подсетив на еден цитат, каде што сестра Вајд вели, ако христијанинот не отделува барем еден час на денот да размислува за Христос, тој не може да изгради добра врска со Бога. Секој ден, минимум по еден час, и тоа само да размислуваме за Христа. Така да, оваа парадигма може да биде променета ако ние сме поврзани со Бога, со Христа. За среќа, тој не оставил да се бориме сами. И во 1 Коринтијани 2 глава, 12 стих, ако може пак да го прочитаме, Павле вели: А ние не го примаме духот на светот, туку духот кој доаѓа од Бога, за да знаеме што Бог милостиво ни дарува. Така. Ние не го примаме духот на овој свет. Ние не мислиме како луѓето кои го немаат Бога. Туку духот од Бога кој го имаме и знаеме што Бог сака да ни даде на нас. Знаеме какви са неговите помисли. Бог вели, јас мислам за вас добри работи и сакам секој еден од вас да го има мојот карактер. Треба да започнеме да го молиме Светиот Дух
да не наведува да размислуваме за духовните потреби на луѓето около нас. Да се молиме на Бога и да му кажеме: Оче, помогни ми да разберам што е тоа што ја спречува ова личност, мојот пријател или мојата пријателка, да те запознае. Не знам дали се молиме по тој начин. Дали сакаме да разбереме која е пречката на човекот со кој може би го запознаваме со Бога, но тој одбива. Знаете ли, човек по принцип не може да одбие на Бога, ако нема некоја пречка. Ако не го мачи нешто од страна на ѓаволот. Бог не е создал ние да бидеме постојано во заедница со Него. Не забравяйте, во почетокот, кога Бог го создаде човекот, го создаде по својот образ. И во нас има дел кој секогаш копнее за Бога. Но ѓаволот е тука за да попречи на даден човек да се сврже со него. Затоа ние треба да се молиме и да бараме да видиме која е таа пречка, која пречи на мојот пријател, на мојата пријателка, на мојот брат, на мојата сестра, на мојата мајка, на мојот татко, баба, дедо, или комшија, или сосед, или колега на работа. Има нешто кое пречи, кое многу често ние не сакаме да го откриеме, бидејќи не се молиме. А што вели Исус? Што и да побарате од Отецот во моје име, ќе ви дадам. Има ли нешто за кое вреди ние да се молиме, ако не е ова? Да разбереме која е пречката. Почнеме ли да се молиме така? Бог ќе ни открие. Но запомнете, треба да инвестираме и време, за да го запознаеме човекот. Второ нешто што треба да направиме е нашето размислување од локално да биде глобално. Кога последно сме се молеле со жар глобално луѓето да се доближат до Бога? Со жар. Или до болка, со плач, гледајќи како луѓето денеска страдат и умират. Не зборам просто за соседството, или за градот, или за нашата држава. Збореме глобално. Ние сме християни на глобално ниво, не сме християни просто само тука да бидеме. Апостолите тргнаа од Ерусалим, што вели Словото, во Јудеја и од Јудеја отидоа целиот свет. Тие првоначално не сакаа да одат по целиот свет. Но Бог знаеше дека единствениот начин за да го направи требаше да дојде прогонството. Денес може би ние, кога е добро и се е окей, нема толку да сме мотивирани да го шириме Евангелието, но колку повеќе обрчот се стегнува и работите стануваат се по-тешки и по-тешки. Христијанинот по дух не може да трае, не може да молчи. Тој ќе почне да работи. Затоа овде ни се вели треба да размислуваме од локално во глобално ниво. Бог е глобален. Тој секогаш се грижи за целиот свет. Јован 3,16 што вели? Зашто Бог толку го засака светот што го даде. За кого? За целиот свет. Тој сака за членовите од сите нации што ги создал од своето семејство, сака да бидат дел одново од неговото семејство. Првиот начин на кој може да започнеме да размислуваме на глобално ниво е да се молиме за специфични земји, односно за одреден народ. Пример. Започнете да се молите за Македонија и целиот македонски народ и сите други националности кои живеат во Македонија. Библијата ни кажува, Псалм 2, 8 стих. Нека да го прочитаме. Побарете од мене и ќе ти ги дадам народите во наследство и земските краишта во собственост. Побарајте од мене и ќе ти ги дадам. Драги браки и сестри, бараме ли ние од Бога тоа? Бараме ли Скопје да биде цел дел од христијанското семејство? Дали копнееме за глобална мисија? Дали копнееме за целиот македонски народ кој живее овде во територијата на Македонија? Дали копнееме за целиот балкански народ? Дали копнееме за луѓето во Африка, или во Азија, или во Австралија, или во Америка? Псалмистот вели, побарете од мене. Бараме ли доволно? Копнееме ли доволно? Молитвата е најважната алка за нашата мисија во светот. Луѓето може да ја одбијат нашата љубов или да ја отфрлат нашата порака. Но тие
се незащитни пред нашите молитви. Никой не може да ти забрани да се моли за него. Може да ти каже човек, не се моли за мене, но ти избираш дали ки се молиш или не. Дори и да немам язик, дори и да ми зашият устата, все додека мислам и имам мисла, може да се моля. Защо да се молиме? Е обично прашањето кое може би ние си го поставуваме. Еве неколку совети дадени от Библията за тоа защо да се молиме. Бог во Библията ни кажува дека можеме да се молиме за можности да сведочиме. Моли се и за тоа Бог да ја отвори вратата на Словото, вели апостол Павле во Колосјани 4.3 и во Римени 1.10. Да зборуваме смело. Може би некој нема смелост, нема храброст. Се плашиме да излезнеме или да кажеме на некој. Во Словото ни се вели да се молиме за смелост, да ја отвориме устата и да објавиме тајната на Евангелието. Ефесяните 6.19. На луѓето што ќе поверуваат, да се молиме за нив. Јован 17.20. За брзо ширење на пораката. Ако гледаме дека времето е кратко, тогаш нека да се забрзаме. Второ Солуњаните 3.1. И за повеќе работници. Ако сакаме побрзо делото да се шири, имаме потреба од повеќе работници. Исто така, мора да се молиме за мисионерите и за сите што учествуваат во Христовата жетва. Браќа и сестри, престанете да учите и да разговарате за вашата мисија, а просто, вели еден пастор, исполнете ја. Колку и ние да мислиме дека не сме готови, колку и да мислиме дека имаме потреба од оште повеќе информација, треба да знаеме дека тоа што го знаеме до моментот, треба ние да го искористиме. Кој е најлошото нешто за еден христијанин? Да почне да пријадува духовно. Што се случува кога еден човек физички ќе пријаде? Што се случува? Почнува да му се гади и не сака да мисли за храна. До кога? Додека не огладнее. А духовниот христијанин не може да огладнее ако не троши. Треба да ја потроши таа духовна храна, за да има желба за нова. И така духовниот христијанин кој не работи, не мисионира, тој пријадува и во еден момент ќе дојде до позиција кога тој веќе нема да сака ништо. Затоа ние треба да започнеме да работиме. Затоа, драги и пријаки сестри, дали сме христијани од Дела 1.8? Што вели Дела 1.8? Ќе ни прочита Ивана? Туку ќе примете сила кога Светиот Дух ќе слезе на вас и ќе ми бидете сведоци како во Иерусалим, така и во цела Јудеја и во Самарија и се до крајот на земјата. Јудеја, Самарија, крајот на земјата. Драги браќи и сестри, денес ве поканувам да се придружите на еден од вашите мисионски проекти. Ако може би немате такви проекти, еве една идеја. Секој еден од нас со сигурност има некој пријател или некој роднина кој не го познава оште Бога. А кого ние го сакаме и сакаме да биде спасен. Нека да започнеме во наредните 6 месеца да се молиме за еден човек. Да се молиме, но и 2 пати или 3 пати седмично да го посетуваме тај човек. Да разговараме со него, да ги погледнеме неговите потреби, да му помогнеме, да информираме црквата ако е некоја поголема потреба. И през цялото време тоа да не престанеме да се молиме. Секој ден. Колку пати јадеме, толку пати да се молиме за таа личност. Нека да работиме и нека да инвестираме. И нека после 6 месеца, ако треба, мојата лична црква да приготви една кратка евангелизација. И тогаш нека да видиме дали нашиот пријател, за кого сме инвестирали, сме работели, сме се молили, нема да дојде. Обично многу често ние брзо се изморуваме. Не знам како е во вашата црква. Започнеме некој мисионски проект и луѓето многу брзо се изморуваат. Зошто се изморува денес луѓето?
бидејќи немат кондиција. Ако некој почне и започне да трча, во почетокот може ли да трча нормално? Примерно, земете, има апликации денес различни, 5 км на ден. Никогаш не сте трчали, имате малку повеќе килограми како што сум јас и пробајте да трчите 5 км. Пробав јас и на првите 100 метра се откажав. Немам кондиција, не сум работел, не сум трчал. Моите мускули не функционират. Но кога започнеш секој ден помалку да инвестираш, да се трудиш, да работиш, доваѓа кондицијата. И можеш да изтрчаш 5 км. И не само 5, и 10, и 15, и 20. Истото е и на мисионското поле. Ако ние не започнеме помалку, не можеме да започнеме и со многу. Еве зашто денес многу луѓе се изморуваат од мисионство, бидејќи немаат кондиција. Немаат пракса. Бидејќи не го прават постојано. Ако ние секој ден постојано јадеме физичка храна, тогаш би требало постојано да јадеме и духовна храна. А за да може постојано да јадеме духовна храна, би требало и постојано да работиме за спасението на луѓето. Само тогаш можеме да бидеме постојани во дадената работа. Трето нешто што треба да го смениме е нашето размислување од овде и сега, да размислуваме од перспектива на вечност. Многу луѓе започнуваат со идејата овде и сега. Ќе биде представен некој мисионски проект со перспектива и човекот каже, ама сега и овде не може. И тогаш прашањето би било кога? Кога ќе може да се започне? Ако перспективата не е овде и сега, ако перспективата е просто локална и нема глобален аспект, кога? За да го искористиме максимумот од нашето време на земјата, мораме да имаме перспективата на вечност. Ова ќе ни користи и ќе ни помогне да се фокусираме ќе ни помогне да не се фокусираме на тривијални работи и да правиме разлика меѓу итните и основните. Павле вели, 2 Коринтијани 4:18. Ќе го прочитаме. Зашто ние не мислиме на она што е видливо, туку на она што е невидливо. Зашто видливите работи се поминливи, а невидливите се вечни. Така. Многу често Павле зборува директно и индиректно. Многу луѓе не може да го сватат што кажува овде. И вела, добро, ние не можеме да ги видиме невидливите работи. Не можеме, ако гледаме со наши очи. Поуката беше да гледаме со Божи очи. Бог гледа во перспектива на вечноста. Сеќавате се кога еврејскиот народ беше окупиран, обиколен од еден незнабожечки голем народ и таму пророкот е негов слуга. И кога слугата вели, што да правиме, како ќе се избавиме? Пророкот му вели, Господи, отвори му ги очите. Многу често ние не бараме Бог да ни ги отвори очите, за да видиме по-големата слика. Многу често ние сме доволни со нашите минимизирани погледи. Затоа овде ни се вели, толку многу од работите за кои ја губиме својата енергија, нема да бидат важни за една година. И многу често нашата мисија страда поради времени работи. А да не ја спомнуваме и вечноста. Ако ве попитам, денеска сме 24.10.2020. Спомнувате ли си што беше на 24.10.2019? Дека бевте, што јадавте, со кого зборувавте? Можете ли да го раскажете целиот ден? Ако некој успее, тогаш нека да се врнеме 10 години назад. Истиот ден, истиот месец, 20 години назад. Можеме ли? Не можеме. Зошто не можеме? Бидејќи тие работи са поминале. Бидејќи многу тие работи за кои ние се занимаваме, немат стојност. Драги брати и сестри, што стои на патот на твојата мисија?
Што те спречува да станеш жив християнин во дух? Што и да е? Советот кој ни го дава апостол Павле вели оставете го. Ке прочитаме Евреите 12:1. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана, секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Што вели Павле? Да го отстраниме или да го изфрдеме секој товар на гревот. Гревот е наш товар. Предпоставам дека сте слушнали за как беше точно филмот сега. Но се разкажува за един християнин кој носи товар. Пътешественикот е на бугарски, сега на македонски не го знам. Дали некој од вас го е гледал тај филм? Или е прочитал книгата? Много често ние изгледаме такви християни. Носиме товар. И по-голем товар, и то ни пречи за нашата мисия. Павле вели, оставете го. Каде го остави християнин от своя товар? Не беше ли пред Голгота? Пред Исуса Христа. Таму треба и ние да го оставиме. Исус ни вели, не собирайте си богатство на земята, но собирайте си богатство во рајот. Ако ние инвестираме за вечност, тогаш нашата инвестиция ќе биде отплатена. Бидејќи тогаш не само јас, но ќе биде и мојот ближен горе на небото. Тогаш не само јас, но и моите пријатели кои ги сакам, ќе инвестирам за нив и тие може да бидат горе на небото. Тогаш не само јас, но и моите сограѓани во градот во кој живеам ќе бидат горе на небото. Тогаш не само јас, туку и мојот народ во државата во кој живеам ќе биде горе на небото. Тогаш не само јас, но и сите луѓе од оваа земја кои ги сакам и со кои Бог ќе ме сврже, можам да им помогнам да бидат дел од Божјето семејство. Може би сте ја слушнали изреката. Не можеш да го земеш со себе. Дали сте слушнали таа изрека или поговорка? Не можеш да го земеш со себе. Но Библијата ни вели дека можеме да го испратиме однапред со инвестирање во луѓето што ќе одат таму. И четвртата работа што треба да ја смениме е да престанеме да бараме изговори, а начин да ја исполниме нашата задача. Четвртата разлика меѓу христијани по дух и христијани по тело е едниот наоѓа изговор, а другиот бара начин да ја сврши работата. Ако сакаме, секогаш постои начин да го сториме тоа. Секогаш има луѓе кои организираат разни мисионерски проекти и кои со задоволство ќе ни помогнат ако ние имаме желба да се вклучиме во тоа дело. Но за жал многу христијани предпочитат извинувањето. Еве два вообичаени изговори кои денеска христијаните ги користат. Прво, нема што да понудам или не можам да го сторам тоа. Одговорот е имаш и можеш. Секој има одредена способност, дарба и искуство што може да се вклучи некаде. И второ, јас сум премногу стар или премногу млад. Или сум премногу зафатен и немам време. Дали ви се познати овие изговори? Дали ги користиме понекогаш? Повеќето мисионерски проекти и организации имат програми за разни возрастови групи, како и кратки и долги проекти во различно време, така што сите членови може да бидат вклучени. Нема никој премногу стар или премногу млад за Бога. Тој го отфрли извинувањето на Сара, затоа што е премногу стара за да може да ја искористи. Кога дојдоа ангелите и кажа на Аврам, Сара ќе роди, Сара се насмеа. Јас, на таа возраст. Или Еремија, кој тврдеше дека е премногу млад. Еремија, првата глава, 7 и 8 стих, ќе прочитаме. А Господ ми одговори, не зборувај дета сум, туку оди кај оние кои те праќам и речи им го се она што ќе ти го наредам. Не бој се од нив, зашто јас сум со тебе, за да ти избавам, говори Господ. Не бој се, зашто јас сум со тебе, за да те избавам. Драги брате или сестри и пријатели, може би верувате дека ви треба посебен повик од Бога и очекувате некое надприродно чудо или искуство за да се активирате.
И тогаш и аз би попитал, COVID-19 що е? Карантината що е? Геноцидът що е? Новия светски ред що е? Още що трябва Бог да направи, за да не разбуди, да започнем активно, да се включим в мисионското дело. Но освен сето това, меѓутоа Бог постојано го искажува својот повик кон тебе или кон мене, без разлика дали тоа е било преку брат или сестра, што ве поканил на колпортажа, или на некој мисионерски проект, или можеби на некоја проповедник преку Светото писмо, кој повикува сега како мене, да изберете по еден човек и да инвестирате од времето и молитвата за 6 месеци. Можеме ли да го направиме? Имаме ли луѓе за кои сакаме да бидат спасени? Молиме ли се? Ама секој ден. Ама минимум 3 пъти. А дали ги посетуваме и дали работиме на сето тоа? Ако го искористиме ова и бараме водство од Светиот Дух и инвестираме во луѓето, тоа ќе даде резултат. Се сеќавам еден пастор Пауло Бенини, не знам дали некој од вас се чул за него. Той беше во другата дивизија кога бе во Бугарија. Бугарија и Македонија са различни дивизии, предполагам нека нели знаете. И той беше одговорник за саботна школа. И кажуваше бил испратен во една црква во Италија, во село. Црквата била некоде околу 30 човека. Вие колку сте тука? Од прилика така. Околу 30 човека. И вели беа се по-возрастни. И вика, кога дојдов јас, единственото нешто кое имаше во таа црква е секоја година да има погреб. Бидејќи возрастниот човек оди натаму, нали? И вели од година на година членовите се намалува. Вели дојдов, видев каква е состојбата, почнав да се молам, да послам и да барам решение и тогаш решив да предложим нешто на црквата. Секој кој има роднина, пријател, да започне да се моли една година за еден човек. Вели секоја сабота на билбордот ги запишувавме имињата на тие луѓе и секој пат кога верникот или верничката ќе каеше некоја потреба на тие луѓе, ние ја допишувавме и се молевме. После една година направивме евангелизација. Ги поканавме тие луѓе. Околу 90% од нив дојдеа. После евангелизацијата, околу 70% од нив се крстија. Това го правихме продолжение на 5 години. И од една таква црква стигнавме скоро до 500 членови. Еден човек, една година. Ако мислите дека 6 месеца е малко, нека да биде една година. Еден човек, една година. Сите сме повикани да извршуваме нашата мисија за Бога. Тој сака целата црква да го однесе Евангелието, благата вест на целиот свет. Црквата, вели сестра Вајт, е Божјото најзначено средство за спасување на луѓето од грев. Таа беше организирана да им служи и незината мисија беше да го предаде Евангелието на светот. Од самиот почеток, Божиот план беше неговата црква да ја отсликува неговата полнота и совршенство. Неговите членови, кои тој ги повика од темнината во неговата прекрасна светлина, мораат да ја манифестираат неговата слава. Црквата е складиште на Христовата дарежлива благодат. Преку неја ќе бидат откриени Ефесјани 3:10 и тој е последниот ни стих за овој вечер. За овој ден, извинјавам се. Та многу различната Божја мудрост да им се соопшти сега преку црквата и началствата на властите во небесните места. Преку неја ќе бидат откриени на началствата на властите во небесните места она кое Бог го открил, за да може овде на земјата да го разбереме. Последната и целосна манифестација на Божјата љубов е во црквата, вели сестра Вајт. Тогаш, каков би требало да биде нашиот мотив и нашиот апел? Еден син раскажувал за својот татко, тој бил пастор, кој повеќе од 50 години работел главно во мали градове, провинционални, и тој вели, тој многу сакаше да гради цркви. Татко ми беше обичен проповедник, но беше човек со мисија.
Неговата умилена работа беше водење на група доброволци во странство и градење на мали црковни згради. За време на неговиот живот тој изградил 150 цркви ни целиот свет. Во 1999 година неговиот татко починал од рак. Во текот на последната недела од неговиот живот, неговата болест толку многу го фатила целото негово тело, што ни се вели го држеше буден и полусвесен скоро 24 часа. Додека сонувал, тој зборувал гласно и така, покрај креветот на неговиот татко, синот научил многу за соништата на неговиот татко. Една вечер, додека тој, неговата сопруга и внучката биле собрани покрај креветот на таткото, одеднаш тој почнал да се опитува да стане и да се движи. Тогаш синот застанал околу него и му го прашал: "Каде сакаш да одиш, татко? Што сакаш да направиш?" Но тој беше слаб и одеднаш одново падна во несвес. По еден саат се разбуди татко ми, ме фати за раката и рече: "Треба да спасам оште еден човек за Исус. Треба да спасам оште еден човек за Исус. Мора да спасам оште еден човек за Христа." Почнал да го зборува постојано и постојано. Морам да спасам оште еден човек за Христа. Почна да ја повторува оваа фраза одново и одново. Во текот на следниот час тој постојано повторуваше повеќе од 100 пати: "Морам да спасам оште еден човек за Христа." Во тој момент мојот татко ја потегна раката, ја стави врз мојата глава и ми рече: "Сине, спаси оште еден човек за Христа. Спаси оште една личност за Христа." Тој вели: "Од тој момент решив тоа да биде мојата мисија. Да спасам оште еден човек за Христа." А дали тоа е наша мисија, драги брати и сестри? Дали ние сме готови да спасиме барем оште еден човек за Христа? Да му помогнеме да се ослободи од канџите на ѓаволот. Да му помогнеме од темнината да дојде во чудната светлина. Да му помогнеме да биде дел во Божето семејство. Така Бог не повикува денес да размислуваме и да го земеме во фокус на нашиот живот она кој е најважното. Бидејќи ништо друго нема да има поголемо влијание врз вечноста од ова, да спасиме барем оште еден човек за Христа. Ако сакаме да бидеме искористени од Бога, мораме да бидеме загрижени за она за што тој е загрижен. А што вели Јован 3:16? Зашто Бог толку го засака светот. Тој е загрижен за што? За светот. Или поточно за луѓето кои живеат на оваа земја. Што го испрати својот син на крст, кој умре за мене, за тебе и за сите луѓе на оваа земја. Тој сака да се пронајдат неговите изгубени деца. Она за што најмногу е загрижен е искупувањето на луѓето што ги е состал. Ништо не му е поважно на Бога од ова. Она што тој го направил за нас, го покажува преку ова, спасението на сите луѓе. Затоа да се молиме постојано и да се трудиме да достигнеме до другите за Христа. Така што кога еден ден ќе застанеме пред Бога, да можеме да кажеме: мисијата е исполнета. Амин. Семоќен Божи и Татко наш, Ти благодариме за ова прекрасно саботно утро и за можноста која ни даваш да бидеме собрани во Твојот молитвен дом. Ти благодариме за пораката која Ти си ни испратил, за тоа што си не запознал со неверојатната љубов на Исуса Христа и Неговата мисија и Неговото спасение и за привилегијата која можеме да бидеме дел од Твоето небесно царство. Те молиме, Господи, помогни ни сега да бидеме дел од Твојата мисија. Помогни ни да се разбудиме од духовниот сон и да бидеме вистински живи христијани, кои ќе копнеат и ќе жадуваат за спасението на луѓето околу нас, кои ќе копнееме, Господи, за нивното спасение и нивното обраќање кон Тебе. Помогни ни
да бидеме вклучени максимално според можностите кои ги имаме и дарбите во Твоето дело, во Твоята мисија. Гледаме дека обрачот се стега и како што вели Словото, работите додека е ден, зашто иде ноќ и тогаш никој нема да може да работи. Помогни ни, Господи, додека още имаме време на милост, да бидеме Твои мисионери, кој каде што се наоѓа, но да не бидеме просто мисионери со малки цели, но да бидеме мисионери глобалисти, кои ќе копнеат за спасението на секоја една душа која живее на оваа земја, без разлика на својата националност, без разлика на својот идентитет, Господи, без разлика на тоа во кого верува или во што, но секој да има можноста да те запознае Тебе и да познае Отецот преку Исуса Христа. Помогни ни, Господи, Твојата љубов која имаме во нашите срца, да ја предадеме на другите околу нас. Исполни нас со силата на Светиот Дух, очисти ги нашите тела и нашите умови, да може нашите мисли да бидат небесни и нашите тела да копнеат за небото. Помогни ни да можеме да бидеме Твои вистински слуги и секогаш да прашуваме која е Твојата волја за нашиот живот и што можеме да направиме денес за спасението на ближните околу нас. Тоа молиме и благодариме во името на Исуса и Светиот Дух те помоливме. Амин.